Министерството за внатрешни работи треба сериозно да преиспита законската регулатива во однос на можноста да се издаваат возачки дозволи на 16 годишни лица. Законот праќа погрешна порака со ова. Младите се повеќе се мотивирани да користат моторни возила отколку да имаат поголема физичка активност и нели да придонесат кон за заштита на животната средина со пешачење и со користење на велосипеди. Ние сме со јасна порака истите веднаш да ги затворат своите индустријски капацитети или во крајна линија да го намала нивното производство, се додека траат вакви алармантни состојби на загадувањето во Скопје. Дополнително до град Скопје и до Министерството за животна средина бараме да ги засилат нивните инспекции во градот и да преземат конкретни мерки кон загадувачите, односно нивно затварање. Бараме во соработка со општините под итно да ја засили инспекцијата на градежните објекти на територијата на град Скопје и итно да се постават мерки, односно да се превземат мерки, односно да се постават заштитни мрежи за фаќање на прашината. Освен оваа мерка која до сега знаеме дека малку се применува, малку не, постои една софистицирана метода, тоа е примената на течноста калциум магнезиум ацетат, која не е новина, да кажеме, во светот, но дава огромни резултати во врзување на прашината, бидејќи може да се користи, да се прска и во зима и во лето, и бидејќи не е корозивна и не е биоразградлива, нема негативни последици врз животната средина и врз воздухот и почвата. Така да таа е една мерка која може итно да се превземе за да се намали влијанието на прашината, односно суспендираните частички PM10. Она што е од голема важност, што тие имаат многу силно влијание врз респираторните патишта, кај сите ранливи групи, значи кај популацијата, кај старите лица и кај децата, и го намалува нивната способност да се развиваат правилно, така да ова е нешто што треба да бара итен одговор од страна на властите. Во однос на системските мерки, нешто што ние постојано го кажуваме, град Скопје мора да развие стратегија за пешачење. Значи град Скопје толку не е примамлив за пешачење поради загадувањето и поради тоа што поменувате на места каде што немате инфраструктура да пешачите. Тоа е нешто што сметаме дека на среден рок може да биде од корист и за граѓаните, и за нивното здравје, но за и градот Скопје. Чист воздух!